Документарниот филм "Младите се иднината" само ја зачна идејата и темата која што не засега нас младите. Затоа ние одлучивме да ја продолжиме при тоа што ќе разговараме со младите и сите оние кои што во иднина можат да придонесат како во подобрувањето на животот во Битола, така и во развивањето на културните вредности. Наша гостинка денеска е Ивана Атанасовска, која што е и претседател на локалниот младински совет на општина Битола. Со Ивана денеска одлучивме да поразговараме малку повеќе за образовниот систем во нашиот град, како и за сите едукативни моменти надвор од формалното образование. Здраво, Ивана! Мило ми е што ја прифати нашата покана и што си наш прв гостин на подкастот "Младите се иднината". Најпрвин би сакала да те прашам каква е твојата претседателска функција и со што истата може да придонесе во подобрувањето на животот натаму во Битола, секако на еден млад човек. Здраво, Сара, пред се благодарам за поканата да бидам дел од овој подкаст. Накратко сакам да укажам на тоа што представува локалниот младински совет. Локалниот младински совет е општинско тело кое што е формирано во февруари 2022 година и го сочинуваат 9 членови. Највисоката ингеренција која што ја има локалниот младински совет е да предлага точки на дневен ред до Советот на општина Битола, секако кои би биле во интерес на младите и за младите. Според тебе и според досегашното искуство, што е она што им недостасува на младите во моментот кога е во прашање образованието, можеби повеќе живот, практика, можеби поголемо внимание кое би требало да доаѓа од страна на професорите и наставниците? Кога се зборува за самите ингеренции на локалниот младински совет и поврзаноста во различни сфери, конкретно прашањето е за образование, не би можела да навлегувам во самото формално образование и начинот кој што системски е поставен. Меѓутоа, сепак сметам дека локалниот младински совет може да одигра голема улога во однос на вмрежувањето на младите кои што се во формалното образование и поврзувањето на неформалното образование, односно она што би се сметало надвор од училишните клупи во најмала рака. Според твоето искуство, гледам дека соработуваш со голем број на лица од различна возраст секако. Дали би можела да ни објасниш зошто во последните години се раѓа оној меѓугенерацијски конфликт и како би можел да биде решен, односно изоставен во иднина истиот? Не би можела да кажам дека е само генерацијски конфликт од различни аспекти. Работам во организација каде што самите луѓе во организацијата се далеку повозрасни од она што според закон се смета млад човек во нашата земја. И учам од искусни луѓе, професионалци кои што имаат исклучително големо животно искуство. Искрено сметам дека доколку трасирањето на патот на еден млад човек е цврсто, со силен карактер, со зацртани цели, сериозни вредности кои што треба да ги негуваме во нашиот град и воопшто во општеството, дека нема да се најавува тој меѓугенерацијски конфликт, туку едноставно ќе се вклопуваат и ќе се вмрежуваат без разлика дали се работи за помлади или повозрасни и ќе има секогаш квалитетна заедничка соработка. Кои стратегии би ги наведила денес за задржување на студентите и работниците во нашиот град? Пред се, генерално за нашата држава би рекла, меѓутоа и за во Битола, затоа што не се креираат политиките по однос на тоа само на локално ниво. Сметам дека е подобрување на работничките права и условите за работа кај секој човек, посебно и кога се работи кај младите луѓе кои што треба да стекнуваат искуство, треба да имаат пракса во самиот процес на учење или пак на стекнување на нов работен однос. Така да сметам дека пред се добри работни услови, меѓусебна соработка, тимска работа и заеднички решавање на проблемите и соочување со предизвиците. Кој би бил клучот за младите за да можат секако во иднина полесно да ги отвараат вратите кон успехот? Истрајност, јасно зацртана цел, професионалност, одговорност и секогаш тимска работа. За крај те молам да им ја кажеш твојата порака на младите. Да ја сакаат Битола, затоа што Битола е град во кој што е привилегија да бидеш роден и да живееш.
да се борат да ги зачуваат оние вредности кои што ги имало во минатото, а кои што можеби денес веројатно и во голем дел се изгубени, затоа што само така ќе имаме успешна иднина и сигурно дека ќе бидеме задоволни со животот кој би го живеале тука. Јас ти благодарам уште еднаш за денешното присуство, а вас ви благодарам за вниманието и се надевам наскоро се гледаме со нови гости и теми за младите.